Моята главна порака на денешната проповед дека Бог не се откажува од тебе. Јас не знам ни што минуваш, не знам кои се твоите проблеми, не знам каква е твојата состојба моментално во животот, но ова е важно да го слушнеш, дека Бог не се откажува од тебе. Колку и да ти е тешко, може би се чувствуваш оддалечен од Бога, може би се чувствуваш заборавен, Бог не се откажува од тебе. И ова ќе го видиме преку еден настан, една вистинита приказна за Давид, низ она низ кое што тој минуваше, за да можеме да ја откриеме ова духовна вистина. Дали некојаш ти си има случајно како верник да чувствуваш дека си на место на кое што не припаѓаш? Дека си во ситуација каде што не ти е местото и си велиш, ја тука не треба да бидам, или јас ова не треба да го правам. Нешто ти зборува, совеста ти зборува дека не си баш на место каде што треба да си, не треба да правиш тоа што го правиш, или не треба да го живееш тоа што го живееш, ама продолжуваш. И Бог некако се обидува и наоѓа начин да ти зборува на совеста. Тропа на твоето срце те опоменува, може би преку пријатели, и Бог не се откажува од тебе. Бара начин повторно да те врати во негова близина, да те врати на вистинскиот пат. Па денеска ќе зборуваме за еден таков случај преку животот на Давид, за кој што Словото вели дека тој имаше срце според Божјото. Или јас би рекол срце според Божјата волја, како што Бог сака ние да имаме. Па сепак и Давид е само човек и тој правеше грешки. И на таква катастрофална грешка за која што повеќето од нас веројатно знаеме, е неговата прелюба со Вирсавеа. Сите го знаеме незиното име. Давид во една прилика, за жал, иако беше човек угоден на Бог, изврши прелюба со една жена што припаѓаше на друг човек. И за тоа нешто пишува во втора книга Самуилова, 11 и 12 глава. Ние ќе видиме како стигна Давид до оваа ситуација, што го доведе Давид до овој пат и како излезе Давид и се врати повторно во Божјото присуство. Читаме во втора книга Самуилова, во 11 глава, погледнете како започнува првиот стих. Вели, по една година, во времето кога царевите влегуваа во војна или одеа во војна, Давид го испрати Јоав. Јоав беше неговиот воено началник, тој беше неговиот командант или генерал. Вели, а Давид го испрати во војна и слугите своји со него и сите израелци, и тие ги нападнаа амонците и го обколија Рава. А Давид остана во Ерусалим. Има ли нешто чудно во овој текст, во овој стих? Нешто што не ви штима? Забележувате ли нешто? Како започнува стихот? Вели, тоа беше време кога царевите одеа во војна. Што беше Давид? Давид беше цар. Стихот вели, тоа е време кога царевите одат во војна. Давид беше цар, а каде беше Давид? Наместо Давид да оди во војна, како што сите цареви одат и да ја предводи неговата војска, тој како цар реши да си остане дома. И ние уште овде гледаме на почеток дека Давид беше таму каде што не му е местото. Давид одбра да си остане дома, иако стихот јасно нагласува. Гледајте, Библијата се што пишува, ништо не е случајно. И овој коментар на самиот почеток што е ставен во времето кога царевите одеа во војна е со причина. Сакаше да ни нагласи Божјото Слово дека местото на Давид беше таму. А сепак Давид реши да си остане дома. И од тука започнува се. Ние подоцна ќе стигнеме до гревот на Давид, но ние гледаме дека тоа започна со неговата одлука да си остане дома, или започна се со тоа што Давид беше таму каде што не му беше местото. Понекогаш и ние како христијани се случува
да бидеме таму каде што не ни е местото, или да се оддалечиме од она што треба да го правиме. Знаете, Библијата кажува дека ние христијаните исто така сме во една духовна војна. Овој свет е во една духовна војна и нашиот непријател е ѓаволот и поднебесните сили. Нашето војување пишува во Библијата не е против луѓето, и кога некој на нас ни прави нешто лошо, ние знаеме дека позади него стои всушност некаква демонска сила. Знаеме дека во овој свет нашиот непријател е всушност сатаната. И затоа Библијата ни кажува, ние не војуваме, вели, против тело и крв, туку војуваме против поднебесните сили на овој свет. А како војуваме? Кое е нашето оружје? Едно од нашите оружја е молитвата. Се сеќавате кога Исус беше во неговата најтешка ситуација, вечерта пред да го фатат и пред да биде распнат. Тоа беа неговите најтешки моменти. И беа најкритични моменти за неговите ученици, бидејќи нивниот учител требаше да биде фатен, и тие се најдоа во најголема криза. Знаете ли што им каже Исус тогаш што треба да прават? Рече, станете и молете се. Станете се и молете се. И зошто требаше да го прават тоа нешто? Исус рече, молете се за да не паднете во искушение. Молитвата е начинот како Господ ќе не заштити од искушенијата што доаѓаат во овој свет. Ако сакаме да бидеме силни кога ќе дојде искушението, ние треба да бидеме постојано на молитва. И нашето место како христијани е кога заедницата се моли, треба и ние да се молиме. Кога имаме време на утринска молитва, ние треба да сме на молитва. Дома, ако сакаме да бидеме силни христијани, треба да имаме секогаш време на молитва. Кога ние не сме на молитва или кога занемаруваме молитвата, тогаш ние не сме таму каде што ни е местото. Исто како и цар Давид. Тогаш ние не војуваме, туку ние сме одлучиле да си одмараме. Молитвата понекогаш е војување. Молитвата понекогаш бара напор. И на нас понекогаш ни е тешко да се молиме. Велиме, ајде ќе поспиам малку, нели? Понекогаш не мрзи. Ајде место да се молам, пак и си погледам малку телевизија. И одлучуваме да правиме се, само да не се молиме. И тоа е првиот чекор за да паднете во искушение. Гледате, Давид не сгреши веднаш, тој само одлучи, што одлучи? Да остане дома. Одлучи да не отиде таму каде што му е местото. Затоа, едно од нашите места како христијани, на кое што треба да бидеме молитвата. Ние како христијани треба да сме постојано на молитва. Без разлика дали тоа е молитва во црквата, кога се собира црквата на молитва, кога има молитвен состанок, или кога можеби дома имаме време за молитва. Ако ние се оддалечуваме од молитвата, тогаш ние сме таму каде што не ни е местото. Исто така, Библијата ни кажува дека едно од местата каде што ние треба да бидеме е неделната богослужба. Токму денеска, кога целата црква се собира заедно, знаете ли на секој христијанин каде му е местото? Не дома, него треба да биде тука. Местото на секој еден од нас е тука. Затоа во Евреите 10 глава 25 стих вели: не оддалечувајте се од вашите заеднички собирања. Многу јасно ни кажува, вели, да не ги напуштаме своите собирања како што некои имат обичај, туку да се бодриме еден со друг, и тоа доколку повеќе, доколку гледаме дека наближува судниот ден. Овде писателот до Евреите јасно ни кажува, не ги напуштајте вашите заеднички собирања. На кои собирања се мисли? На неделните собирања, па и на останатите кога црквата е собрана заедно. Кога црквата е заедно, тебе местото ти е тука. Може би ти како Давид ќе си одлучиш, ќе си останам јас дома. Но тогаш започнуваат искушенијата. Ако тебе местото ти е на богослужбата, а ти не си таму, тогаш ти си се оддалечил од стадото, ти си се оддалечил од таму каде што ти е местото. А знаете што се случува кога овцата ќе се оддалечи од стадото? Кога овцата ќе се оддалечи, станува плен на волкот. И во духовна смисла, кога ние ќе се оддалечиме од заедништвото со верните, кога ние решаваме да престанеме да одиме на црква, тогаш ние стануваме лесен плен на сатаната. Исто така, читањето на Божиот збор, Библијата,
е нешто кое што е важна практика за христијаните и кое што ни помага да ние се бориме против искушенијата. Бидејќи пишува дека Словото Божјо е мечот на духот. Библијата јасно ни кажува дека таа е нашето оружје против сатаната. Ние немаме во црквата, не носиме пиштоли, не носиме пушки за да се бориме против искушенијата, против сатаната, но Словото ни кажува дека тоа е нашиот меч. Со него ние се бориме, со него се спротивставуваме против нападите на сатаната. Кога ти го запоставуваш читањето на Словото, кога одлучуваш да не се храниш со Словото, тогаш ти не стоиш таму каде што треба да си. И кога не живееш според она што го учи Словото, ти не стоиш таму каде што си. И затоа во овие три нешта, ова е првиот чекор кога христијанинот се оддалечува и не е таму каде што си. Каде што е. Ако не си во недела на богослужба, ако не си на молитва секој ден, ако не го проучуваш Словото секој ден, тогаш ти не стоиш таму каде што си и тогаш си на пат да паднеш во греф, да паднеш во искушението. Исто како што му се случи на Давид. И можеби ќе се прашаме, зошто цар Давид одлучи да постапи вака? Зошто цар Давид одлучи, кога царевите одат во војна, тој да си остане дома? Библијата не ни кажува зошто, но ние можеме да претпоставуваме, да шпекулираме. Можеби Давид си велеше, па доста ми е од одење во војна. Па зар ја не заслужувам да останам, цар сум, да останам дома и да одморам малце. Па сакам малку да уживам, уморен сум од војна, сакам да си уживам малку во свое време. Сакам малку да си поминам време за себе. Сакам да си живеам за себе, не само за да војувам за мојот народ. Понекогаш можеби и ти така си мислиш. Можеби си мислиш, па доста ми е од одење во црква. Секоја недела црква. Па сакам едно време да не одам на црква. Сакам малку да си уживам. Сакам да си поминам време во некои други работи. Можеби сакам да си гледам повеќе телевизија дома. Па сакам малку повеќе да шетам. Доста ми е читање Библија. Па нешто друго сакам да правам. Малку сакам да си уживам во животот. Можеби да искусам и нешто друго. И ѓаволот ќе ти дојде најнапред со такви мисли. Ќе ти каже, па зар ти не си заслужил? Па што толку си залетал секоја недела на црква? Па што толку си запнал да читаш Библија постојано? Па што толку си запнал да се молиш? Абе искористи си го времето за нешто друго. Па млад си, животот е пред тебе, па уживај, шетај, прави нешто друго. Понекогаш ние си мислиме дека тоа не мора да го правиме постојано и дека можеме да си правиме нешто друго и дека тоа е добра идеја. Но и Давид веројатно си размислуваше така, мора ли па постојано да одам? Па овој пат нема да одам. Овој пат ќе си останам дома. И што се случи кога Давид беше таму каде што не му е местото? Слушайте го сега вториот стих. Што се случи? Рековме, Давид ги испрати сите во војна, а тој како цар остана дома. И во втори стих вели, и една приквечер, откако стана од своето легло, Давид се шеташе по покривот. Имате во предвид дека нивните покриви не се со керамиди, па да се чуете како по керамидите се движил овој човек, него кај нив во Израел, значи се рамни покриви, исто како балкон. И вели се шеташе по покривот на својот царски дом и од покривот тој виде една жена која се капеше, а жената беше многу убава. Тука веќе беше искушението. Ако читаме понатаму, ќе видиме дека веќе дојде грешната мисла во умот и во срцето на Давид. Што се случува кога еден маж ќе види гола жена? Тој ја посакува. И тоа се случи и кај Давид. Вели, и слушнете што беше следното. Давид испрати да дознаат која е таа жена и му рекоа, таа е Вирсавеја, Елијамовата керка, жена на хетеецот Урија. И Давид испрати слуги да ја земат и таа дојде кај него и тој спиеше со неа. Давид се рече, опа, оваа жена јас морам да имам, јас сум цар. Де прашајте чива е, слободна ли е, не ли е? И погледнете првата работа, информација што Давид ја добива дека таа е жена на хетеецот Урија. Да беше слободна, можеби ќе беше поедноставно. Но сега тој разбра дека таа има маж. Ама тоа не го сопре Давид. Тој сепак испрати да ја донесат кај него и тој спиеше со неа.
Давид направи страшен греф. Давид сгреши пред Господа. Токму ова е нештото што не требаше да се случи. Но погледнете како работи искушението и како работи гревот. Искушението има една примамлива тенденција. Овде во нашиот превод, малку во овој превод што го читам, малку изменет редоследот, но во оригиналот баш истражив. Интересно, таму пишува дека кога тој легна со неа, вели, а тоа беше времето кога таа само што се беше очистила од својата нечистотија. Значи, кога Давид ја повика жената да дојде кај него, Вирсавеа, кај неа веќе беше поминал тој период. Но, гледате, гревот или искушението има една примамлива тенденција. Многу пати ѓаволот ќе направи сите нешта или околности да се поклопат за да се случи гревот. Прво нешто, Давид се најде дома. И како баш кога Давид излезе на терасата, баш тогаш се случи и оваа жена да се бања. Баш се поклопија нештата, баш во истиот час, во истиот период, баш и она се бањаше. Па баш се поклопи и да биде некоја убава жена. Оти не беше некоја грда стара жена, нели? Па си рече, ај ќе си улезам дома. Баш се поклопи жената и да е убава и да е привлечна. Па баш се и поклопи и незиниот маж да не е дома. И тоа се поклопи. Тој се распраша, таа жена е на Урија, ама Урија па е во војска, тој е таму на бојното поле, добро е, сама не е дома. Се поклопи па и тоа нешто. И кога таа дојде кај него, па баш се и поклопи, само што поминал нејзиниот период и таа може да легне со маж. И тоа па се поклопи добро. И не случайно Библијата и тоа го забележала. Може би ќе си кажете, добро, што има врска, што мора да ја знаеме таа информација, дека кај неа поминала нечистотијата, само што поминала. Па Библијата ни кажува дека се случи да се поклопат сите нешта. Баш и тоа се поклопи. И сега, кога многу нешта ќе се поклопат за да се случи гревот, често пати ние си викаме, па мора да е од Бог. Шом вака работите се поклопуваат, ова од Бог е водено. Нели така ќе ви кажат луѓето? Нели? Знаат, ние знаеме многу пати и со тоа нешто се вадиме, знам дека оваа девојка не е за мене, знам или дека е омажена, или не знам дека е неверна, и знам дека или не е добар карактер. Ама па Господ направи денеска 3 пати да налетаме еден на друг. Така да мора нешто Господ да ми изборува. Веројатно Господ сака со неа да бидам. И ние си се вадеме со такви изговори кога нештата ќе се поклопат. Но знаете, не секоја ситуација која што нештата ќе се поклопат значи дека е од Бога. Не секоја работа што ви се нуди само затоа што е повисока плата и е поблизу до вашиот дом значи дека е од Бога. Има нешто што ѓаволот ги мести и нештата ќе се поклопат совршено, ама тоа не гарантира дека е од Бог. И баш во такви ситуации ние ќе си најдеме изговор. Па, гледаш како се поклопија. Ви се случило некојаш дека баш кога треба дојдете на богослужба, баш тогаш ќе дојде комшиката на кафе. Или баш кога ќе ми се разболе детето, баш тогаш некој ќе ми каже, знам една добра бајачка, вчера бев кај неа и ќе ти ја препорача. Отиди таму, ќе ти побај или ќе му побај на детето. Или баш тогаш ќе начекаш видео кој што зборува за некој познат, не знам, исцелител, бајач, кој што прави чуда. И си викаш, како бе нештото се поклопи, ми требаше за детето, се молам, ништо не се случува, баш сега ми се појави видео. Мора да е ова водено од Бога. Имало едно момче и девојка кои што биле христијани и тие биле постојано во искушение дали да легнат и да спијат заедно. И знаеле дека сексот пред брак не е во ред, ама си велеле, па ние се сакаме, Бог знае дека се сакаме. И се случило една вечер, неговите родители заминале на пат, на одмор, не знам што, и неговата куќа била празна. И тој ја повикал девојката кај него дома. И си рекле, баш се поклопија сега работите да нема никој дома. Може Бог сака па и ние да спиеме заедно. Бог знае дека ние се сакаме, Бог знае дека ние, тоа ни е цело време ни е страст и дека со тоа се бориме, може па и Бог сака. И на крајот рекле вака, Господе, ако наредниот час
следниот час не дојде никој, не задзвони никој, ќе го прифатиме како твоја волја, дека сакаш да спиеме заедно. И се случил наредниот час, не дошол никој и не звонил никој. И тие си рекле, еве се поклопија нештата. И тие го направиле тоа што планирале да го направат. Но дали тоа значи дека било водено од Бога? Не. Едноствено, ѓаволот понекогаш ќе направи да се поклопат нештата. Ѓаволот ќе направи совршено да се поклопат работите за ти да си дадеш оправдание за гревот. Слушав сведоштво на еден човек кој што сега е пастор, но по неговиот стар живот тој бил наркоман. И тој вели, кога бев наркоман, барав на секаде дрога, вели, никој не ми даваше. Треба да ја купиш, никој не ти дава за без пари. Кога вели, станав христијанин, решив да ја оставам дрогата. Господ ме ослободи и донесов одлука. Господе, никогаш повеќе нема да се дрогирам. И вели, еден ден имав таква криза, ама јас решив, Господе, нема да земам, иако имам криза. И баш тој ден, вели, ми дојде еден пријател од стариот живот, и еве ти го баш тогаш тој ми носи дрога, што ми носи дрога, вели, баш тогаш, никош до тогаш не се случило, ми ја нуди бесплатно, вели, јас те частам. Господ знае оти ми треба, праќа човек, сигурно знае дека ми е тешко, па еве, да ми излезе во пресрет. И ние би си рекле, па еве, сите работи се поклопуваат, баш денеска дојде човек, баш денеска ми нуди без пари дрога, мора да е од Бога водено, се поклопуваат сите работи. Ѓаволот баш тогаш знае кога тој да ти испрати човек, бидејќи знае дека тогаш си во момент на слабост. И верувајте, ова што се случи со Давид, сите околности кога се поклопија, затоа што ѓавол знаеше како да го фати Давид на слабост. Тој знаеше дека Давид е таму каде што не му е местото, му испрати токму таа вечер жена да се бања на терасата, и тоа убава жена, и токму жената кога е спремна за да легне со него. И сите нешта се поклопија, но не беа од Бога. Но, рековме уште на почетокот, пораката денеска е дека Бог не се откажува од тебе. Бог знаеше дека Давид е оддалечен од него, Бог е таму кај што не му е местото. Но Бог не се откажуваше од Давид. Иако Давид за жал падна во грев. Понатаму ако читаме, пишува, и жената остана бремена и таа испрати гласници да му јават на Давид и да му кажат, бремена сум. Читаме веќе во 2 Самуилова, 11 глава, 5 стих. Што требаше Давид да направи кога тој ја слушна оваа вест? Давид знаеше дека веќе ги збркал работите. Знаеше дека веќе направил нешто што не треба. Ова беше првиот повик за покаяние од Бог. Бог му зборуваше неговата совест. Давид, сгреши, треба да се покаеш. Тоа што Давид требаше да го направи сега, требаше да падне на колена да каже, Господе, извини, направив нешто што не требаше, прости ми. Но наместо тоа, Давид направи нешто што повеќето од нас се обидуваме кога ќе се најдеме во таква ситуација. Давид се обида да го прикрие гревот, да го заташка, да некако ги замачка работите. И тој одлучи, смисли план. Реши, бидејќи е цар, да испрати луѓе да го викнат незиниот маж Урија да се врати од бојното поле и му заповеда на Урија, рече, отиди дома и списи со жена ти, одмори таму, еве, јас те частам. И тој се надеваше дека ако Урија си отиде дома и легне со жена му, утре кога ќе дознае дека жена му е бремена, тој ќе си заклучи, па тоа е моје дете. И така ќе се заташка работата. Сите ќе си помислат, тоа е дете на незиниот маж Урија, еве, тој беше дома. Иако тој беше веројатно со месеци на бојното поле. Но, знаете што каже Урија? Урија, кога му го предложи тоа Давид, тој не сакаше да си оди дома. Еве што му одговори на Давид. Рече, ковчегот Божи, Израел и Јуда се под шаторите и господарот мој Јоав и слугите на господарот мој престојуваат на бојното поле. А јас да влезам во куќата своја, да јадам, да пијам и да спијам со жената своја, се заколнувам во животот на мојата душа, нема тоа да го направам. И ако читате, ќе видите, немаме време да читаме се, ќе видите дека Урија реши да не си го отиде дома, туку спиеше под зидот на кралскиот дворец. Тој реши нокта да ја помине таму. Давид се буди са бајлето и гледа,
Урија уште тука, вика, што правиш бите тука? Не, вика, јас дома не си одам. Кога сите се таму и војуват, јас да си одам дома, нема шанси. Сега ќе си кажете, ова што го кажа Урија не е ништо посебно. Но знаете ли дека беше и ова Божи повик до Давид за покаяние? Каде требаше да биде цар Давид? Сетете се. Требаше да биде на бојното поле. И што му кажува сега Урија? Тој не му кажува директно на него, но му вели, јас треба да бидам на бојното поле и затоа јас не си одам дома. Кога сите се на бојното поле, таму треба да сум јас. Како Господ преку Урија да сакаше да му каже, еј, Давиде, слушни го што збори Урија. Урија вели, јас треба да сум на бојното поле, сите се таму, таму треба да сум јас. Каде треба ти да си, Давид? Треба и ти да си таму. Повторно го подсети Давид. Веројатно совеста на Давид сега беше дупло алармирана, беше будна и Давид многу добро знаеше што му се зборува. Оно што Урија го направи, тоа е исто како замислете, вие како христијанин сте дома за време на богослужба. И си решавате тој ден да не одите на богослужба, викате ќе си седам дома, ќе си уживам, ќе си пијам кафе, па можам и од дома да си ја гледам богослужбата, ќе си ја гледам на интернет, како што некој еве и го прават тоа понекош, иако може да дојдат. И замислете, вие сте дома и решавате да се јавите на некој брат или сестра христијанка што исто така оди на богослужба и му викате, абе, ајде дојди на мене ќе пиеме кафе. Што правиш денеска ова време? Дојди ќе пиеме кафе. И слушнете што ви одговора таа сестра или брат, вели, какво кафе, сега е време на богослужба, јас не сакам да бидам на ниедно друго место, освен во црквата. Мене местото ми е таму и да знаеш дека јас таму одам сега. Ајде, чао. Што ви зборува тоа на вас? Индиректно тој брат или сестра ви вели, па треба и ти да си таму. Какво кафе, што бараш ти дома? Мене ми е местото таму, а и тебе ти е местото таму. Или замислете, ти вели, сега е време за молитва, јас одам на молитва, а ти викаш, ајде на кафе. Ти треба да си таму, бидејќи местото ни е таму. Со други зборови, Бог преку Урија тоа му го порачуваше на Давид. Знаете ли дека името Урија на еврејски значи светлина Божја? Тоа е неговото име. И Бог го искористи Урија за да го просветли Давид, за неговата светлина повторно да го засвети, за да свети на неговата совест и да го подсети, еј, Давиде, тебе местото ти беше таму на бојното поле, а ти каде си и до каде стигна? Стигна, за жал, длабоко во греф. И Давид не се свести и на овој повик. Иако Давид, веројатно да се покаеше тука, Бог можеше и неговото дете кој што подосна се роди, можеше да му се смилува и да го поштеди, и можеше да го поштеди од многу други работи. Но Давид наместо тоа, бидејќи разбра дека Урија не сака да си оди дома и да легне со својата жена, знаете ли што направи? Тој издаде нова заповед. Рече, однесете го Урија назад на бојното поле и заповедајте тој да биде ставен во првите борбени редови, таму напред каде што е најризично за да погине. И тоа и се случи. Урија погине, за неговата смрт виновен беше Давид. Но Давид тоа го исценира за да Вирсавеа остане без маж, и откако разбра дека Урија погинал, тој заповеда да ја доведат Вирсавеа кај него и тој си ја зеде за жена, бидејќи сега беше вдовица. И овде Давид си помисли дека сега го решил проблемот. Работата е заташкана, готово, никој ништо не знае, сега таа ми е жена и кога ќе се роди детето, тоа си е моје дете, сите ќе знаат, па добро, таа му роди дете откако му стана жена. Но читаме во стих 27, последниот стих од оваа глава завршува со многу тешка и многу жална изјава, вели, но делото што го изврши Давид беше зло пред Господа. И гледате, многу пати ако навреме не го оставиме гревот, еден грев често пати води кон друг грев. Тој направи на почетокот само еден грев, спиеше со Вирсавеа. Но кога тој не се покаја, тоа водеше кон друг грев. На крајот реши да го убие незиниот маж, водеше кон смртта на мажот на Урија. И бидејќи Давид се уште не се покајуваше, Бог реши да испрати еден пророк кај Давид за директно да го соочи со гревот. Веќе во 12 глава читаме токму за оваа средба. И започнува вака. Господ го испрати Натан, пророкот, кај Давид,
И тој отиде кај него и таму му раскажа една приказна, една случка. Пророк Натан ја искористи оваа приказна како вистинит настан, ја представи со цел да зборува на совеста на Давид. И тој рече во приказката, тој вели, во еден град имаше двајца мажи, едниот богат, а другиот сиромав. И богатиот, вели, имаше мошне многу ситен и крупен добиток. Значи имал овци колку што сакал, имал крупен добиток колку што сакал, а сиромавиот, вели, немаше ништо освен една овчичка, што ја беше купил мала и тој ја отхранил и ја беше пораснал кај себе заедно со неговите деца. Таа јадеше од неговиот леб, пиеше од неговата чаша, спиеше на неговите гради и му беше како керка. Толку многу си ја сакаше оваа овцичка. И кога на богатиот, вели, му дојде еден гостин и тој требаше да сготви ручек на тој странец, вели, тој не му беше мило да заколе од неговите овци, туку ја зеде овчичката на сиромавиот и му ја приготви на човекот што беше дошол кај него за вечера. И тој го праша Давид, што ќе пресудиш за овој човек? И знаете што рече Давид? Давид стана разгневен и рече, смрт за овој човек, сигурно заслужува смрт. Натан се сврте кон него и рече, ти си тој човек. Ти си тој човек. Тој рече, ти имаш која жена сакаш можеш да ја имаш толку многу жени и конкубини, но ти сепак одлучи да ја земеш единствената жена на хетеецот Урија. Исто како оваа овчичка. Ти реши да ја земеш неговата жена, иако имаше многу други жени. И тогаш Давид се препозна себе си и го призна својот греф и бараше прошка пред Бог. Но гледате ли како Давид сам себе си се намести во оваа приказка? Тој сам си пресуди. Тој се залети и рече смрт за овој човек и подоцна свати, чекај, тој човек сум јас. Интересно е како ние кога мислиме дека некој греф е греф на некој друг, ние сме спремни да избрзаме многу строго да осудиме, нели? Кога ние ќе слушнеме за некоја друга личност нешто што направила, велиме како не е срам. Таа личност треба од Господ да ја казни, таа личност не заслужува милост, таа личност е ваква или онаква. Но кога станува збор за нас, ако ние истото го направиме, ние тогаш бараме милост или бараме некакво оправдание. Па гледате, Бог е тој кој што сака и на едните и на другите да покаже милост. И Бог никош не се откажува од нас. Тој секогаш е спремен, кога ние ќе се покаеме, да ни прости и да не врати при себе си. Овде Давид беше директно соочен со гревот и веќе не можеше да го крие. И тој побара прошка. Дури некој од вас можеби ќе се сетите, покајанието свое за овој грев Давид го опиша во еден псалм, псалм 51. Ние го имаме како песма. Чисто срце дај ми Господе и обнови го духот во мене. Песната што е пее или псалмот што го напишам Давид овде се однесува токму на гревот што тој го сторил со Вирсавеа. И тој овде во овој псалм бара прошка и вели, Господе, сгрешив пред Тебе, само пред Тебе сгрешив и мојот греф е голем и затоа чисто срце дај ми. Може да си го прочитате дома. И Бог му даде чисто срце, и Бог го обнови заедништвото со него и му прости. И читаме во текстот во 12 глава и Натан му го кажува тоа нешто, но Натан исто така кажува дека некои нешта ќе останат како последици. Давид му рече на Натан, сгрешив пред Господа, а Натан му рече, и Господ го симна од тебе гревот твој и ти нема да умриш. Ти го прости гревот, но бидејќи со тоа им даде повод на непријателите Господови да хулат, затоа синот што ти се роди ќе умре. И ако читате, ќе видите дека имаше и други последици. И во една работа која што треба да ја научиме за гревот. Гревот, дури кога Бог ќе ни го прости, има последици. Често пати ние знаеме да си кажеме како христијани, добро де, ќе сгрешам, ќе се покајам и Бог ќе ми прости и ќе си продолжам со животот. И многу христијани така се навикнуваат, пак ќе сгрешам, пак ќе се покајам, пак ќе ми прости, утре пак ќе си сгрешам, пак ќе се покајам, Бог пак ќе ми прости. Но последиците многу пати остануваат.
Давид сгреши и Бог му прости. Но дали Урија се врати во живот? Не. Незиниот маж Урија остана мртов. Последиците останаа. Давид сгреши и Господ му прости. Но неговиот син, исто така, кој што беше зачнат во грев, умре. И тоа не можеше да се промени. И читаме и за други работи. Пишува, Натан му кажат дека дури мечот нема да се оттргне од домот на Давид. И постојано во домот на Давид следеа инциденти и следеа постојано работи кои што беа немили. Неговите синови се дигнаа против него. И други некои нешта ако читаме. Еден од неговите синови дури неговите конкубини и жени ги силуваше и ги зеде со него и имаше многу други нешта, како скандали. Затоа ова беа последиците од гревот. Кога ќе решиш да направиш грев, биди свесен за ова нешто, биди свесен за последиците. Има луѓе со кои што сум разговарал, дури и луѓе кои што се христијани за жал, кои што извршиле грев и знаат да кажат, ама јас кога го извршив прелюба не мислев дека тоа ќе доведе до развод. Ама ја не мислев дека тоа ќе ми го уништи семејството. Ама ја не мислев, не знам, дека и моите деца ќе разберат. Или некој кој што украл пари и вели, ама ја не мислев дека ќе завршам во затвор. Некој кој што отишол да се коцка и кој сеја се наоѓа во тешка ситуација вели, ама ја не мислев дека на крајот ќе загубим и куќата и колата и дека ќе станам зависен. Знаете, ѓаволот на почеток нема да ви каже колку далеку ќе ве однесе гревот. Тој само ви нуди онаа примамливата страна на гревот. Тој ќе каже, види колку е убава, легни со неа. Но тој нема да ти каже последиците. Ѓаволот нема да ти каже дека гревот има последици. Затоа Бог, бидејќи те сака, тој ти кажува отворено, гревот има последици. Затоа Словото Божие е отворено со нас. И не ги крие последиците. Гледате, кога Бог пишува за неговите луѓе што му се омилени, Давид беше негов миленик, Бог не крие дека Давид исто така изгреши. Бог не ги крие последиците. Зошто? За да не предупреди нас. За да не живееме во илузија дека гревот има само убава, сладка страна. Ја знаете групата на Лепа Брена. Лепа Брена и сладки грех. Да. Гревот е сладок, но има последици. Но добрата работа е тоа што Бог не се откажува од тебе. Знаете, и после сторениот грев, и после тоа кога Натан го соочи Давид со неговиот грев, и Давид се покаја, Бог не се откажа од него, и Бог не се откажува и од тебе. Токму затоа ние читаме во Словото Божие на многу пати Бог ја повторува ова вистина. Во Езекил 18 глава, 23 стих, самиот Бог вели, јас не ја сакам смртта на грешникот, вели Господ. Напротив, јас сакам тој да се откаже од своите грешни патишта и да биде жив. Тоа е пораката Божја. Бог не сака никој еден од нас заради гревот да не уништи. Бог сака да се откажеме од гревот и да се вратиме при Него. Тоа е Неговата желба. Во Римјаните 2 глава 4 стих, самиот Павле вели, зар не разбираш дека Божјата добрина те води кон покаяние? Бог затоа што е добар, тој е трпелив со тебе и чека да дојдеш до покаяние. Тој сака да те сврти во покаяние, да те врати назад при Него, да се одвртеш од лошиот пат. Затоа ние читаме и за параболите со блудниот син, со загубената овца или сребрената монета. Знаете, приказката за блудниот син Исус ја кажува со цел да ни покаже колку Бог е добар и тој чека да се вратиме. Сите ја знаеме приказната, нели? Еден син кој што реши да се оддели од таткото рече, дај ми се што ми следува, јас ќе си живеам кој што сакам. И потроши се блудно, таму свати дека сгрешил и рече, што ќе правам сега? Ќе се вратам при татко ми и ќе барам прошка. И татко му повторно го прими назад со радост, му прости и рече, мојот син беше мртов, сега е жив. Беше загубен, сега се најде. Пригответе веселба затоа што си дојде дома. Главната порака на ова приказка е дека Бог е спремен да те прими назад. Ако ти си спремен да се вратиш, тој ќе те прими назад. Бог не се откажува од тебе, дури кога си сгрешил, дури кога си застрнил, дури кога си бил там кај што не ти е местото. Бог вели, во момент кога си спремен да се вратиш, јас сум спремен да те примам. И на крај, знаете ли дека името Давид, меѓу другото, значи миленик или љубен од Господа?
Да, Давид беше Божиот миленик, тој беше љубениот од Бог. Но ние исто така сме неговиот миленик, или ти си неговата миленичка. Бог тебе подеднакво те сака. Името Давид значи миленик, но твоето име, оно што си Божио дете, исто така покажува дека си негов миленик или миленичка. И Бог не се откажува од тебе. И на крај гледаме дека Давид се врати таму каде што му беше местото. Ако читате во 2 Самуилова, 12 глава, 26 стих, уште пред да заврши ова глава, слушнете, започна целата ова приказка или ова проповед започна со стихот: по многу години во времето кога царевите излегуваа во војна, Давид ги испрати Јоав и слугите своји со него, и тие ги нападнаа амонците и ја опхолија Раава. И сега слушајте што се случи овде. Вели во 26 стих: и Јоав војуваше против Раава, Амонска, и туку речи го презеде тој царски град. И испрати Јоав гласници да му кажат на Давид: јас ја нападнав Раава и ја освоив водата во градот. А сега ти собери го другиот народ и тргни кон градот и преземи го, зашто ако го преземам јас, ќе му се даде моето име. И Давид го собра сиот народ, тргна кон градот Раава, војуваше против него и го презеде. Каде беше сега Давид? Давид беше на местото каде што треба да биде. Тој се врати повторно таму како цар да ја презеде својата војска и тој да ја поведе во победа. Тој беше таму каде што му е местото. Давид се врати на своето место. И интересно, овде Јоав, кој што беше военоначалникот, командантот на неговата војска, погледнете колку испадна фер во оваа ситуација. Јоав можеше да си ја презеде славата за себе си. Тој веќе скоро го беше освоил градот. Уште требаше само да влезе внатре и целосно да го освои. Но и тој знаеше дека тоа не е негова работа. Тоа требаше да го направи царот. Јоав можеше да искористи слабоста на царот. Тој можеше да каже: па ако царот решил да си биде дома, па сега што сум јас крив? Јас ќе го освојам славата, на мене нека оди. Па утре народот по мене ќе тргне. Но тој не го направи тоа нешто. Тој реши да му даде шанса на Давид и го повеќе и рече: ајде, победата е во твои раце, спремна е. Дојди само и освои го. Ајде, на тебе се чека. Дојди, тука треба да си ти. И Давид дојде и го освои градот. Ајде да бидеме ние за некого како Јоав. Кога ќе видиш твој брат или сестра да се оддалечил од Бога, немој да му се ситиш. Ако го видиш твојот брат или сестра да е во грев, немој да му се ситиш. Помогни му да се врати назад. Помогни му да се врати назад, наместо да речеш: па сега, ако тој нели е таму, што ме гајле? Немој да се ситиш на ситуацијата во која што е да ја користиш. Немој па ниту да раскажуваш на секого затоа што тој се нашол во ситуација која што не е што треба и да раскажуваш за неговата слабост или незината. Туку помогни и на таа сестра или брат да се врати пред Бога. Исто како што Јоав помогна на Давид да се врати на своето место. И гледаме дека Давид повторно продолжи на патот на кој што требаше да биде. И затоа драго ми е што оваа вистинита приказна завршува со добар крај. Давид се најде пак во Божјото присуство, Бог му го прости гревот, Давид се најде повторно на местото каде што треба да е. И пораката за тебе денеска е дека Бог не се откажа од тебе. Ако си бил или си на местото каде што не треба да бидеш, Бог ти порачува: врати се. Ти знаеш каде е твоето место и знаеш што треба да направиш за да го промениш тоа што треба. Нека Бог ти помогне во тоа. Амин.